ова седмица ги назначувам пратениците Горан Мисовски и Джевал Каден за потреба да ме заменува во председавањето со седницата. Го повикувам пратеникот Мисовски да ме замени на местото председава. Оливер Спасовски даде предлог согласно член 78 став 2 за измена на редоследот на точките 3 и 4. Предлогот точката да преидеме на точката 4 го ставам на гласање. Кој е за? Одржани? Нема. Констатирам дека гласа за, преминуваме на другата точка, нема воздржани, нема против. Четврта точка од дневниот ред. Избор на председател на Собранието на Република Македонија. Врз основа на член 22 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 62 пратеници поднесува предлог за кандидат на председател на Собранието на Република Македонија. Ова е предлогот од 62 пратеници. Отварам претрес по предлогот за избор на председател на Собранието на Република Македонија. Дали некој има разбор? Бидејќи никој нема разбор, претресот го затворам. Предлогот Талат Џафери да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија го ставам на гласање. Ве повикувам за гласање. Кој е за? Кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Со 61 глас за констатирам дека нашиот колега господин Талат Џафери е избран за председател на Собранието на Република Македонија. Дозволете ми во ваше име и во мое име на господинот Талат Џафери да му го честитаме изборот за председател на Собранието на Република Македонија и да му посакаме успешна работа. Го молам председателот на Собранието да даде свечена изјава. Изјавувам дека функцијата председател на Собранието на Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија. Помолам председателот на Собранието да ја подпише свечената изјава. Дај вака. Го молам председателот на Собранието господин Талат Џафери да се обрати. Drejtohem qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Të nderuar qytetar, edhe pse këto dhe thana në këtë moment historik po bëhet zgjedhja e kryetarit të parë shqiptar të Republikës së Maqedonisë nga mbetësimi i saj, të vetëdijshëm për përgjegjësinë historike që kemi,
Стојмиќа, пуна парсоре, на пунан тон на парламентот јето 50 килетар ве Република Македонија, që të krijoni institucione përkatëse të cilat dhe funksionojnë mbi bazë të ligjit dhe kushtetutës, dhe si kryetari i zgjedhur edhe në këto rrethana, në asnjë në moment nuk do të lejoj që të bëhet uzurpimi i institucioneve këtu në vend. Se obraćam na građanite na Republika Makedonija, počituvani građani na Republika Makedonija, iako po prvi put v ovakvi uslovi se izbira predsjedatelj na Собранието na Republika Makedonija, svesen za istorijskата odgovornost na задачата koja što ja prihvaćam, vi vetujem дека će bidan predsjedatelj na Собранието koji što će raboti vrz baza na zakon i ustav na Republika Makedonija, predsjedatelj na Собрание koji što nema da dozvoli uzurpacija na instituциите i koji što će ovozmoži соодветни функционални институции во Република Македонија. Благодарам на честа и на довербата што ја имавте на мене.